Оваа тема, па ќе кажем, на некој начин исто така е поврзана и со претходните. Ерго конкретно за ова што денес ќе озборувам, инспирацијата ми дојде деновиве поттикнато од некои случувања. Нема да кажам какви случувања, меѓутоа од самата тема веројатно можеби ќе сватите. И за некого можеби ќе представува, не верувам за некој тука што е, ама за некој што можеби ќе слуша, не знам, можеби ќе представува малку, како се изразам, потешка артилерија, ама знаете некојаш и самиот Исус знаел да пука под наводници со потешка артилерија. Би започнал, првиот стих ќе биде во Римјаните 1:16. Со текот на предавањето ќе сватите која е врската и со претходната проповед, која што пак беше за, како се викаше, праведни и честни беше насловот, не знам дали ви го кажат наслов воопшто, ама зборувавме за тоа, значи, какви Бог луѓе бара на овој свет, какви му се потребни за да ја одбрана неговата чест, неговиот карактер, секако тоа се честни луѓе, луѓе кои што не лажат. Луѓето кои што лажат, кои што не подлажнуваат, туку лажат, наистина и тоа им станало можеби практика, имаат свој татко. Библијата вели таткото на ларата. Но еве сега да навлеземе во оваа денешна тема. Римјаните 1:16 и 17, многу добро познати стихови. Знаеме дека Бог не повикал од овој свет со цел да го шириме Евангелието, таа радосна вест, дека има надеж. Дека не е се пропаднато со тоа што сме паднале во греф и готово. Не следува смрт и ништо повеќе. Не, има надеж, и надежта е токму во Евангелието, а Евангелието е централната точка во троангелската вест. Поготово првата ангелска вест. Затоа што на некој начин овие 3-4 теми и ни се поврзани со првата ангелска вест. Значи, читаме 16 стих, зашто јас не се срамам, вели Павел, од Евангелието, бидејќи тоа е Божја сила за спасение на секој кој верува, првин за јудеец, а и за грк. Зашто во него се открива Божјата правда од вера во вера, како што е напишано, праведникот ќе живее од верата. Ке потенцирам овде две работи, кои Павле ги нагласува. Евангелието е тоа кое што ослободува, кое што обединува, кое што не прави разлики. Дали станува збор за грк или за евреин, дали е јудеец, дали е незнабожец. И втора работа што забележуваме, централно место, значи, опфаќа праведноста со вера. Значи, Павле спомна Евангелието и после вели, зашто во него, значи, преку него се открива Божјата правда од вера во вера, како што е напишано, како што напишал Авакум и Хабакук, праведникот ќе живее од верата. А ние сме тие гласници кои што Бог не избрал, не повикал за да го однесеме тоа Евангелие до секој колено, секој народ. Сега да отвориме во Галатјаните 3 глава. Од 26 стих. Од 26 до 29, потоа што читаме. Зашто сите сте Божји синови преку верата во Христа Исуса. Зашто сите кои се крстивте во Христа се облековте со Христа. Нема веќе ни јудеец, ни грк, нема веќе ни роб, ни слободен, нема веќе ни машко, ни женско, зашто вие сите сте едно во Христа Исус. Рековме дека единството е она кое што највеќе го прославува Бога. Кога светот ќе види дека сме единствени, дека се љубиме еден со друг, наистина ќе бидат силно осведочени за силата Божја, за силата на Евангелието, за самиот Бог. А ако сте Христови, вели, тоа ще Аврамово семе наследници по ветувањето. Значи, повторно, го истакнувам овој дел. Нема разлика меѓу јудеец, грк, Евангелието за секој Евангелието обединува, Евангелието ослободува од разни предрасуди, граници. Отвориме сега Колосејните 3 глава.
послание Колосяните 3 глава и малте неки ја прочитаме скоро цела глава, нема да се задржаме многу, меѓутоа да ова е се уште како еден вид вовед. И така, ако воскреснавте, значи од првиот стих, со Христа барете го она што е горе, каде што Христос седи одесно на Бога, оној кој што е облечен во Христа, кој што воскреснал со Христа, значи кој што е ново битие, тој се занимава со тие работи што се горе, со небесните нешта. Мислете за она што е горе, а не за она што е на земјата, зашто вие умревте и вашиот живот е сокриен со Христа во Бога. Ако ќе се јави Христос, нашиот живот тогаш и вие ќе се јавите со него во слава. И така, умртвете ги своите членови што се на земјата. Блудството, нечистотата, страста, лошата желба и лакомството, што е идолопоклонство, заради кои доаѓа Божиот гнев на непослушните синови. Меѓу кои и вие некогаш одевте, кога живеевте во нив. Но сега отфрлете го и вие сето ова: гневот, јароста, злобата, хулењето, срамните зборови од својата уста, не лажете се еден друг. Еве врската со едната полука, проповед. Зашто го соблековте стариот човек со неговите дела? Тоа е сите тие работи се својствени на стариот човек. И се облековте во нов, кој се обновува во полно познавање по образот на оној кој го создал. Каде нема веќе ни грк, ни јудеец, повторно ова. Обрезание или необрезание, варварин, скит, роб, слободен, туку Христос е се во се. Ова е силата на Евангелието. Каде што обединува, каде што руши граници. И така облечете се како Божи избраници, свети и возлюбени во милосрдно срце, благост, смиреност, кротост, трпеливост. Трпете се еден со друг и проштевате се еден на друг. Ако некој има поплака против некој, како што и Господ ви прости вам, така и вие проштевете. А на сето тоа облечете се во љубов, која сврзува се во совршенство. И Христовиот мир да владее во вашите срца, за кога сте повикани во едно тело, и бидете благодарни. Христовото слово да живее изобилно во вас, во секоја мудрост, учете се и опоменувајте се еден друг со псалми, химни, духовни песни, пејте му на Господа со благодат во вашите срца. И се што правите, со збор или дело, внимавајте, значи, се што правите, правете го сето тоа во името на Господа Исуса. Негова слава, на Негова чест. Од друга страна, веќе спомнавме неколку пати, дека она што го правиме, она што го зборуваме, или е во правесна одбрана на Господовата чест и неговиот карактер, или пак за сметка и оправдување на лукавиот. Да отвориме Исаија 6, 1 глава. Ова е делот кој што Исус, кој ќе застане да чита во синагогата, го прочитал и рекол дека во тој ден и ова прво што се исполнило. И тоа е да видиме што всушност опфаќа радосната вест. Веќе читавме доста стихови, меѓутоа и ова да прочитаме не одмер. 6 глава Исаија од 1 стих. Духот на Господа Бога е на мене, зашто Господ ме помаза, ме испрати да им донесам радостна вест. На бедните, да ги извлечам скршените срца, да им проповедам слобода на заробениците и ослободување на оние во темница, да ја навестам годината на Господовата милост и денот на одмаз на нашиот Бог, да ги развеселам натажените на Сион и да им дадам венец место пепел, масло на радост место облека на жалост, песна благодарница место очаен дух и така натаму. Што носи Евангелието? Што е она што ние треба да го однесеме до луѓето, всушност преку носењето на таа радостна вест? Надежта за спасение, за ослободување на оние кои што се во темница, не само буквално, се мисли, значи, на оние кои што се врзани, кои што се робови на разни ограничувања, предрасуди, робови пред се на гревот, сваќање на нештата и така натаму. Да ги излечи скршените срца, да ја навести годината на Господовата милост и така натаму. Тоа е она за што сме повикани и ние и верувам помазани со Духот Свети. Но
Знаете, како ќе му однесете добрата и радосната вест на човек? Со кој орган, со кој член од своето тело се служите највеќе? Јазикот, пред се. Треба да пренесете веста. Ама, за жал, мнозина јазикот го користат за други нешта. Рековме и минатиот пат, оние кои што прават сплетки, лажат, го служат на другиот. Свесно или несвесно. Да отвориме сега за момент на кратко во Дела 14 глава, од каде што го всушност е изваден насловот на денешната тема, че ова беше како вовед до сега, за да сватиме што всушност опфаќа Евангелието, што и каква вест треба да однесеме на луѓето. Значи, Дела апостолски 14 глава читаме од први стих, првите два-три стиха. Ова е ситуација кога Павле и Варнава се во Иконија и нормално проповедаат Евангелие. Видите што се случува. Во Иконија влегува заедно во јудејската синагога и зборуваа така што поверува големо множество, јудејци и грци. Нема разлика меѓу јудеец и грк, нема разлика меѓу слободен и роб. Евангелието за секого, Евангелието обединува, ослободува од разни предрасуди. Но јудејците кои не ги послушаа, ги побунија и ги огорчија душите на многобожците против браќата. Значи, можеше да стои како наслов на оваа тема огорчени души, меѓутоа јас се одлучив за затруени умови. Именно вака е преведен овој текст во еден од англиските преводи. Не за приметив баш кој. И тоа некако повеќе ми одговара. Ќе видите зошто. Дел од јудејците, за кои што веројатно проповедањето на крстот, односно Евангелието беше соблазна, а не вест, радосна вест и ослободување, ги огорчија, односно ги затурија умовите на останатите. Добро, само тие два стиха. После ќе читаме повеќе стикови од оваа глава. На кој начин ги затурија умовите? На истиот начин како што се носи радосната вест, на истиот начин можете да ги затурите умовите, на луѓето, односно повторно со јазикот. Еве зашто избрав темата се вика затурени умови, затоа што Јаков 3:8 вели: но никој од луѓето не може да го скроти јазикот немирно зло полн со смртоносен отров. Со јазикот можете да ги затурите умовите на луѓето. И ќе видиме, сведоци сме дека секаде кај што Павле, Варнава и останатите апостоли го шире Евангелието, по нив трчале како, да не кажам како што, јудејци за кои што тоа било соблазна и ги затрујувале умовите, како се израза, значи ги туеле уствари умовите на луѓето да го одбијат, да ја одбијат радосната вест, кој што носи ослободување. Ослободување, меѓу другото, најразноразни предрасуди. Кога сме сега веќе тука кај предрасудите, знаеме, сите ние знаеме денеска како сме ословувани и какви се предрасуди се има меѓу луѓето, иако ја живееме во 21 век, иако имавме и председател протестант, па сепак толку многу им се затруени умовите на луѓето, да, на нас гледаат како на некои нововерци, на не знам, вакви, такви, чудни, кои што држат само Библија и не знам што. Другите протестантски заедници исто ќе подигаат предрасудите кон нас, ги трујат умовите на луѓето, демагете, ние сме евреи, држиме сабота, ние сме евреи, ништо повеќе. Нема да ми свинско, држиме сабота, тоа. Кога тоа е најбитното нешто. Но, да ги оставиме и тие, да влеземе малку кај нас. Чи зборам за адвентизмот, не зборам за само кај нас, онде во Петата пасо. Што со нас? Дали ние подигаме предрасуди, дали ние идеме и го шириме Евангелието, радосната вест, или пак ги труиме умови на луѓето? И како
сум се запрашувал од секогаш како си дозволуваат такви интелигентни, високи интелигентни луѓе да потпаднат едноставно под тоа труење. Значи да го затројат својот ум со глупост. Како? Прво, со лукавство успеваат да бидат затруени нивните умови. Сеќавате на, ќе ги спомнам сега како ликови само, на Амнон, Тамара, Авесалом. И значи, што се случувало? Амнон, кој што е син на Давид, ќе му се допадне Тамара, која што му е полусестра, и па знаете, она негова сплетка што ја прави, се прави болен. И ја обесчествува Тамара, па Авесалом, кој што е брат на Тамара, ќе го начека, односно ќе најми луѓе, едноставно да го средат Амнон. И Авесалом ради тоа ќе биде во бегство еден одреден период, и потоа ете, Давид ќе се смилува, знаете како и секој чедо и Авесалом му бил мил, и Авесалом ќе го прибере, се враќа назад во Јерусалим. Но, што прави Авесалом? Ова е една совршена слика на тоа што правил ѓаволот на небото. Целосно истото. Втора книга Самуилова. Лукавството на Авесалом. На кој начин буквално ги украл срцата на луѓето. Односно, нормално со труење, ги затол најнапред нивните умови. Значи, втора книга Самуилова, 15 глава. Читаме од 1 до 6 стих. Значи, откако веќе Авесалом е вратен, Авесалом кој што не сакал само да биде судија, како што вели овој текст, туку сакал да биде цар, да се зацари, па како што доликува на еден цар, а не како Давид. Царот треба да има своја коњаница и, знаете, она предходница која што оди пред царот на коњи, па вакви, па таква трубачи, па не знам што, и вели, тоа Авесалом си набави кола и коњи и 50 луѓе кои трчаа пред него. Авесалом стануваше рано изутрина, ама не за да собира мана, или да проучава во една преносна смисла од Божјата реч, туку застануваше покрај патот што водеше до градската врата и секој што имаше некаква парница, та одеше кај царот на суд, Авесалом го повикуваше кај себе и го прашуваше. Значи, најнапред ги им се приближуваше на луѓето, како е загрижен за нивниот живот, за нивното добро, за ете, што сега мака ги снашлупа на суд, од кој град си, а кога тој би одговорил твоја слуга е од тоа и тоа Израелево племе, тоа беше Авесалом ки му речеше, знаете, значи тоа било муавет, кога кажано во две реченици. Па гледаш, твојата работа е добра и праведна, значи ти си прав, ама нема да најдеш никого кој би те послушал кај царот. Џабе, твојот случај е изгубен. Презрено ти кажувам. А инаку прав си, за прав. Значи, им се приближавал на луѓето, сочувствувал на некој начин со нив, со нивниот проблем и што прави понатаму? Го свртува себе полека вниманието кон себе. Авесалом ке продолжише, кога би ме поставиле мене за судија во земјата, секој што би имал некаква парница или судење би доаѓал кај мене и јас би му дал правда. Како прво, не знам што судија ќе беше тој, кај кој што сите што ќе дојдеа, тоа го глед, станува збор за правда, да се мисли дали е праведен или е крив, тоа сака да каже да се наметне самиот себе си како праведен. Системот смрди, не вреди, мора да се смени нешто. Ова е веќе кампања, значи цела кампања и трајала, наистина, скоро 4 години трајала ова кампања Авесалом што е правил. Полека ги трае умовите на луѓето против својот татко, за да ги придобие на своја страна. А кога некој ќе му се доближеше, за да му се поклони, тој би ја испружил раката, ќе го привлечеше кон себе и ќе го пољубеше.
дури ги патуваше. Така правеше Весалом со сите израелци кои доаѓаат на суд кај царот. Видите, поготово со оние кои што имале некоја парница, значи, знаел каде и како да работи. Со тоа Весалом ги придобиваше срцата на израелците за себе. Со лукавство ги труете умовите на другите. Место да проповедате Евангелие, вие се бавите со нешто друго. Втора работа, втор начин, како може да остану збор за нас, како можеме ние да паднеме во една таква ситуација, да бидат затворени нашите умови. Дела апостолски 13 глава, сега веќе остатокот од, значи, темата тука највеќе се задржуваме во Дела апостолски. Да ги видиме доживувањето на Павле, на Сила, на Варнава, на сите оние силни проповедници за Евангелието и правдата на Господа. Значи, 13 глава Дела апостолски, на кој начин се труеле умовите на луѓето. Од 42 стих. Кога излегуваа, ги молеа да им ги проповедат овие зборови во идната сабота, значи излегуваат од синагогата, ги молеа да дојдат и следната сабота. Очигледно имало влијание врз луѓето. Значи, проповедта речта што е зборува. Кога соборот се разотиде, многу јудејци и прозелити, еве ги овие кои што трчале постојано по нив, кои го почитуваа Бога, односно се извинувам, подосно ќе дојдат тие наред, кои го почитуваа Бога, појдува по Павле и Варнава, тие им зборуваа да ги наговараа да останат во Божјата благодат. А во идната сабота се собра скоро цел град да го чуе Божјото слово. Значи, неверојатно внимание предизвикале Павле и Варнава. А кога јудејците видоа множество на луѓе, се исполнени со завист. Повторно ова се браќани, значи, јудејци. И со хулење говорење против Павловите зборови. Не се тоа Павлови зборови. Тоа што Павле зборувал е Евангелието. Тогаш Павле и Варнава им рекоа одлучно: требаше да пред вам да ви се проповеда Божјото слово, но бидејќи вие го отфрлевте од себе и не се сметате достојни за вечниот живот, еве ние им се обраќаме на народите. 48 стих. Кога народите го чуја тоа, се радуваа и го славеа Господовото слово и поверуваа мнозина кои беа определени за вечен живот. Но имало и радост, имало и нешто друго. Господовото слово се разпространуваше по цела земја. Јудејците ги поттикнаа, видите, на кој начин успеале да затворят многу умови кои што претходно биле осведочени. Што кого поттикнаа? Угледните и побожните жени и градските првенци и подигнаа гонење против Павле и Варнава и ги изгонија од своите предели. Користење на влијателни личности во општеството, може да кажеме проповедник, старешина, значи луѓе кои што се на челни позиции, кои што имат влијание. Знаете, поради ваквиот однос на старешинството во тоа време се случило да евреите го распнат Христа и да ја отфрлат по раката. Значи, користење на влијателни личности. Но ова е порека за нас дека не треба да се подпираме премногу и да подпаѓаме под влијанието на личноста, па било која и да било. Да видиме во Галатјаните што се случува во втората глава. Галатјаните втора глава, овој пример ни е многу добро познат. Галатјаните втора глава, кога Павле ќе му стане да го укори Петра. Знаете кој бил Петар? Лично со големо влијание во првата црква. И други Павле, тој тоа Павле, ќе забележим овде неговата реакцијата на Павле, а и тоа како Петар со своето влијание поделувал на други јудејци, меѓу кои бил и Варнава. 11 стих, значи од втора глава на Галатјаните. Кога Кифа, значи Петар дојде во Антиохија, му се спротивставив во лице, зашто требаше да биде осуден. Имено пред да дојдат некоја дјакова, тој јадеше со многобожците, кога дојда овие,
Јудејците тој се повлече и се отстрани заради страф од обрезањето. Дволичен Петар. И дволичен со него, значи не само Петар, туку и другите јудејци, така што нивното лицемерие го заведи Варнава. Видите како, значи, може човек да потпадне, да го затуре својот ум, ако следи, ако падне под влијание на личност која што има авторитет, која што е влијателна. Но да не даде Господ, не смееме ние да паднеме под такво влијание, па без разлика за кого станува збор. Трета работа, како, на кој начин ден денеска луѓе интелигентни, високо интелигентни имаат проблем и дозволуваат да бидат затруени, вместо да го проповедаат Евангелието, се бават со небитни работи и биваат затруени. Трета работа е менталитетот на групата. Менталитет на толпа. Не знам, дали сте биле некојаш на за некој настан кај што врие од луѓе, значи може би фудбалско такмица. И таму многу не размислувате што правите. Толпата која ќе ве занеси, еве денеска ние вчера некои кога слушавме некои се случуваат разни глупости по тие теми. Јас еднаш во животот имав таква една прилика, никогаш значи во живот не сум бил некој што знам да предизвикувам проблеми, да покажувам некоја наследство или било што, меѓутоа кога сте во толпа, тогаш веќе сте друг. Ќе ве понесе толпата. Се случи тоа некаде тамо, веројатно на почетокот 90-ти години кога се растунеше Југославија и беше фудбалска утакмица. Ова како едно мало искуство. И отидов со другарите да гледаме овче поле. Кој знае која лига беше таму, некој од тие селските. За разлика од раковетот, значи кој што стварно е добро се држи ден денеска во светот, фудбалот е ништо. Како и да е, игра овче поле со Куманово. И знаете, тоа што вриеше и секоја мала искра можеше да предизвика проблем. И дојдоа кумановчани ќе навиваат за Куманово. И во еден момент почнаа да викаат, да скандираат, ово е Јужна Србија, ово е Јужна Србија. Кумановци. Да, Кумановци. Следната секунда почнаа да летаат камења и парчиња таму од тоа, не знам, се наоѓаат луѓе од трибините кои што се распаѓаат, не знам, парчиња од бетон, буквално почнаа да летаат кон нив. И овие што ќе прават, почнаа да бегаат. Па ја не знам, половина од трибината и повеќе тргнаа по нив. Од нашите. Тргнаа по нив. И беа фатени во тесно таму некаде кај автобуската, неверојатно мислеа дека ќе фаќаат автобус да бегаат. Меѓутоа беа фатени во тесно, заобиколени од две страни. Ако не интервенираше полицијата, можеше се што да се случи. И ја бев меѓу тие, замислете си кои што ги бркав нив. Ама, значи, ова како полука, кога сте во толпа, во мноштво, како вие не размислувате воопшто. Вие се водите по менталитетот на толпата, значи, еден ако пцуе таму на утакмица и сите други пцуят, викаат. Значи, неверојатно е моќта и влијанието на толпата, ќе видиме библиски пример. И бев релативно млад тогаш, значи. 6-17-18 години, не знам. Баш тие лудите години кога и онака не знаете што правите, па камо ли кога сте во толпа. Значи, Дела апостолски 14 глава. Од 4 стих, значи, продолжуваме по Иконија. И мноштвото во градот се раздели. 14 глава, Дела апостолски 4 стих. Едните беа со јудејците, други со апостолите. Кога многобожците и јудејците со своите старешини се нафрлија врз нив, да ги измачуваат и да ги убијат со камења, тие научија, и видите, случајно овде пак има мноштво со камења се гаѓаат, значи слично со она што ја кажа. Тие научија за тоа избегаа во ликаонските градови, во Листра, Дарвија, значи биле напртани од Иконија, и таму го проповеда Евангелието. А нормално Божи слуга што ќе прави друго? Во Листра седеше некој човек, немајќи во носите договори, да не читаме се, значи исцелувањето на овој човек. И што се случува како реакција после исцелувањето? Мноштвото народ, 11 стих, кога виде што направи Павле, го подигнаа својот глас велики на ликаонски. Боговите станаа луѓе и слегува при нас. Видите сега веќе менталитетот на толпата овде почна.
на джиганот, на групата. И го нарекува Варнава Зевс, а Павле Хермес. Зашто тој беше началник на словото. А свештеникот на Зевсовото светилиште, што се наоѓаше пред градот, доведе јунци, донесе венци пред вратата и сакаше заедно со народот да принесе жртва. Павле и Варнава станале богови. Преку ноќ. Но кога го чуја тоа апостолите Варнава и Павле, ги раскинаа своите облики, се втурнаа меѓу народот и извикаа: велики мажи, што правите? Што го правите ова? Зошто го правите тоа? И ние сме луѓе како вас. Но ви проповедаме да се обратите од тие суети кон живиот Бог, кој ги создаде небото и земјата, морето и се што е во нив, кој во минатите поколенија ги пушти сите народи да одат по своји патишти и сепак никогаш не прекратуваше да сведочи за себе си со своите добрини, давајќи ги од небото дождови и плодоносни времења, полнејќи ги вашите срца со храна и веселба. Едноставно продолжуваат да проповедаат за единствениот Бог. Изборувајќи за тоа, одвај успеаја, видете сега, повторно, менталитетот на групата, на толпата, влијанието. Одвај успеаја да го запрат народот да не им принесе жртва. Но не успеа нешто друго после. Повторно толпата. Но стигнаа јудејците оние кои што трчале по нив, кои што реков, секаде кај што ќе проповедаат овие. Од Антиохија, од Иконија, значи претходно читавме од Антиохија биле набркани по Иконија и сега стигаат овие во Листра. По нив и го наговорија народот. И што се случува? Го каменуваа Павла и го извлекува од градот, мислејќи дека е мртов. И да не беше така и продолжија учениците понатаму да проповедаат Евангелие. Значи, видите го менталитетот, влијанието на групата и толпата. Најнапред ќе ги прават богови, едва се извлека од тоа Павле и Варнава, но меѓутоа после тоа јудејците доаѓаат, ги наговараат, им ги трујат умовите и овие сега толпа, значи народ, како што се собрани, ги каменуваат. Први богови, после ги каменуваат. Тоа нешто ме подсетува на Исуса. Исус не поменал нешто поинаку. Во еден ден викаат Осана, Осана, а во 2-3 дена подоцна викаат Расни го, Расни го. Повторно толпа. Неверојатно е влијанието на групата на толпата. Знаете, ќе ви речат некојаш: како да ви веруваме на вас, вие сте малкумина, таму сте собрале 20 души. Како да бројката е битна. Ајде да читаме сега, кога сме кај толпата, потврда дека кога сте, значи, во една таква група на мноштво на луѓе, вие воопшто не знаете што правите. Сте вон контрола. 19 глава Дела апостолски. 19 глава од 21 стих ќе читаме надолута. Кога се сврши тоа, Павле наоми во духот, поминувајќи низ Македонија и Акаја, да отиде во Ерусалим, велејќи што ќе видам таму, треба и да го видам и Рим. И испрати во Македонија 20 своји помошници, Тимотија и Ераста, а самиот остануше некој време во Азија, односно во Ефес. Тоа време се подигна немал бунт против патот, зашто некој човек по име Димитри, сребренар, кој правеше сребрени артемидови храмови и на уметниците им донесуваше немала пешалба, ги собра и нив и работниците на такви нешта и речи, значи на неговите колеги: мажи, вие знаете дека нашата благословство да дојде од оваа работа, а гледате и слушате дека овој Павле не само во Ефес, туку речите во цела Азија, убеди и одврати големо множество велики дека богови направени со раце не се богови. Но не постои само опасност да изгуби углед ова наше занимање, туку и храмот на големата Божица Артемида нема да биде сметан за ништо и да му се наштети навели чието на онаа која ја почитува сета Азија и целиот свет. Кога го чуја тоа, чуја неговите колеги, ношното полни со гнев, викаа велики: голема е Ефеската Артемида. Како? Нема шанси Артемида да се избрише, да се понижи. И целиот град се побуни. И еднодушно навлегува во театарот, значи во оние арени, може да предпоставите, тоа е веќе као стадион. И одвлекува македонците Гај и Аристарх, Павлови сопатници. Ако Павле сакаше да влезе, значи во истиот театар, меѓу народот учениците не го пуштија. А некои од азијските началници, кои му беа пријатели, испратија при него и го помолија да не се појавува во гледалиштето.
И сега видите, едни викаа едно, други викаа друго, зашто собранието беше збунето и повеќето не знаеја зашто се беа собрани. Повеќето не знаеле воопшто зашто се наоѓаат таму, зашто се собрани. Меѓутоа, викаат сите, одат таму, урлаат сите и ние едеме таму. Тоа е влијанието на толпата, на групата. Тогаш го потикнаа од народот Александра, кога јудејците го трукаа напред, Александра пак мавна со раката и сакаше да даде објаснение пред народот. Да го дозна дека е јудеец, сите викаа едногласно и викаа околу 2 часа. Голема е Ефеската Артемида. Први не знаат ни зашто се собрале, а после затоа што сите викаат и тие викаат. Сите викаат 2 часа дури. Навиваат за Артемида во гледалиштето. Видите, кое е влијанието на толпата на групата. Спомнавме 3-4 работи. Првен со лукавство можете да подпаднете, значи да ви биде затворен умот и да се бавите со неважни работи, место да проповедате Евангелие. Место да носите радосна вест. Потоа под влијание на некои влијателни личности, проповедник, не знам, старешина, било што. И го спомнавме менталитетот на групата. Сега, кога сме веќе кај ова, да кажеме и да спомнеме при крај, како ние да не бидеме затворени. Зашто навистина е страшно, драги сестри, како што гледаме од буквално не сите овие глави што ги читаме од дела апостолски, овие и сечоци и случаеви, гледаме како јудејците, Павле, Варнава, значи учениците проповедаат Евангелија, а овие другите им ги трујат умовите на луѓето, на истите оние кои што слушнале. И страшно е да правите нешто така, можеби несвесно, затоа што сте затруени да правите нешто такво, затоа што вие тогаш не собирате со Христа. Вие растурате. Вие не живеете живот на слава на Бога и на одбрана на неговата чест, неговиот карактер, туку му слушате на другиот. Како да не бидеме затруени? Прво и основно, она што еднаш и државме на цела тема, мисли, уклучи го мозокот. Тој, кој што ми го труе умот и кој што ми зборува, било што е за некој настан, за ближниот, која е моја мотивацијата како право. Читавме дека јудејците били исполнети со завист. Може би зависта во прашање љубомора, може би може да бидат разноразни причини. И кога сме веќе кај ова, која е мотивацијата, да го спомнеме и Ахитофел. Дали ги се сетите кој е овој лик Ахитофел? Неговите совети били од непроценлива важност на Давид, доека Давид царувал. Ахитофел бил, значи, неговиот советник. Неговиот збор, вели Библијата, таму се ценел како да буквално од Бога. Меѓутоа, истиот тој Ахитофел ќе биде главниот предводник на бунтот на Авесалом. Значи, сосема ќе смени таборот, ќе отиде на страната на Авесалом. Сега, кои се причините, можеме да наводуваме. Некои коментари велат дека овој Ахитофел се паѓал дедо на Вицавеа. Сакал, нашол прилика, згодна прилика, пошто Авесалом дигнал бунт, имал множество на народ на своја страна, да му се освети на Давида за сето она што тој го сторил претходно. Говорите, ајде и да не е тоа. Че, во тој случај мотивацијата му е освета. Но и да не е тоа. Ова ми доаѓа како, знаете, некои луѓе кои што менјаат табор, во зависност од тоа која политичка партија на власт и тие од табор. Јас тие ги нарекувам дувни ветер развивачи. Значи, буквално кај ги дувне ветерот, тие таму се врати. Мотивациите на еден човек да зборува нешто за вас или за вашата група, за вашата црква може да бидат X. И тоа секогаш е во прашање растурање, не е собирање. Видовме зашто сме повикани, што значи Евангелието, да им однесеме радостната вест на луѓето, да се зарадуваат, да се утешат, да се ослободат од разни предрасуди, да се ослободат од гревот, да сватат дека имаат спасител кој што може да ги ослободи.
а не да ги труеме умовите на истите тие. Кои што се уште не го ни запознале Бога. Како што е јудејците правеле. Втора работа, се нешто има две страни. Дали во прашање е некоја случка, дали во прашање е, значи, сте вие како личност, па ве говораат, зборуваат се и се што за вас, се нешто има две страни. И им се чудам на оние кои што донесуваат заклучок, отколку ќе ја слушнат само едната страна. Отворимо Пословица 18 глава. 18 глава Пословици. Овој стих ќе читам од ревидираниот превод. Овде е по-добро преведен, значи Пословица 18-17. Видите што вели овој стих. Првиот по тужбата си е прав, значи оној кој што поднесува тужба, тужи. Но доаѓа противникот негов и го порекнува. Што би било ако, за да пресудите некому, долно ви е еден сведок, значи оној кој што тужи, нормално ќе се каже својата варијанта и што би било ако според тоа пресудите? Значи, се нешто има две страни. Пословици 25:8. Може да запишам долу. Да, добро, видите. 25:8. Видите дори што вели овде. Тоа што ти го видува очите, не го изнесувај пребргу на расправа. Зашто, што ќе направиш на крајот која ќе те засрами твојот грижа? Дори нешто што со очи ќе видите, немој да брзате со заклучоци, затоа што ќе се најдете во незгодна ситуација кога вашиот ближен ќе се соочи со вас да ви каже што всушност е го прашање. Значи, било што и да е, кога некој ќе дојде да ви кажува било што за вас, за вашата црква или за било што, значи, целта му е да ви го затруе умот, треба да се запрашате, да си помислите, дека има две страни. И второ Законие 19 глава. Или дали паричката има две страни. Второ Законие 19 глава, 15-19 стих. 19 глава Второзаконие. Нека не станува единствен сведок против човек, значи еден од Мојсиевите закони, закон за сведоците е роден. Нека не станува единствен сведок против човек, ниту за каква вина, ниту за каков злостор. Каков и да е прекршокот, пресудата нека почива врз изјавата на 20 или 30 сведоци. Ако некој е лажен сведок, а ова е гранасно во Божи очи, читавме минатиот пат. Ако некој лажен сведок стане против некого обвинувајќи го за бунар, за било што, тогаш двата кои се спорат нека стапат пред Господа, пред свештеникот и пред судиите кои ќе ја вршат службата во тоа време. Судиите нека спроведат основна истрага. Ако се покаже дека сведокот е лажен и дека сведочил лажно против брата си, погледнете ја казано. Направете му онака како што тој му намислил на својот брат. Откорете го злото од својата средина. Видите, вели, ова е зло. Се казва дека читавме 6 нешта мрази Господ, а 7 му се гнасни. И меѓу другото таму, значи, беше лажлив јазик, потоа лажен сведок кој шири влага и брат, човек кој што прави раздор меѓу браќата. Тоа е големо зло. Евангелието не разединува, Евангелието обединува, Евангелието ослободува. Но ако јазикот го користите наместо носење на радосната вест за други нешта, за правење сплетки, за обвинувања, тогаш вие всушност ја вршите работата на лукавиот. Им ги трудите умовите на луѓето. Трета работа треба да се запрашаме што знаеме од прва рака, че ова е многу испопитна работа. А не, знаеш, јас слушнав ова ми кажа, па, за овој.
тој што кажа, па оне што кажа. Што знаеме од прва рака? Погледнете една ситуација во Дела апостолски 21 глава. Од 27 стих. Ова е кога Павле скришом ќе влезе во храмот, но ќе го отворат, че во Иерусалим. Кога 7-те денови требаше да се свршат, јудејците од Азија го забележаа во храмот, значи Павлета, го побунија целиот народ и ги ставија раците на него, викајќи: Израелци, помагайте, овој е човекот кој насекаде ги учи сите против народот, против законот и против ова место. Ништо од ова не е точно. Освен тоа, ги воведе и грците во храмот и така го нечисти ова свето место. Значи врска нема од Евангелие, значи јудејска секта. Евангелието кој што ослободува, кој што руши, значи секаки предрасуди и граници. Именно тие го видоа, како го обвиниле дека тој ги внел грците во храмот. Тие го видоа порано во градот со него ефесецот Трофим и мислеа дека Павле го воведе во храмот. Мислеа. Предпоставуваа дека е така. Дали информациите ви од прва рака или пак вие само предпоставувате? Знаете, од премногу предпоставки уништени се премногу животи на луѓе. Затоа ние како христијани треба подалеку да се држиме од овакви работи. Или привршуваме со Јаков 1.19. Што вели Јаков 1.19? Јаково послание, 1 глава 19 стих. Знаете го ово, возлюбени браќа мои, секој човек ќе биде брз во зборувањето. Не, брз во слушањето, а бавен во зборувањето, спор во зборување и бавен на гнев. Зошто човечиот гнев не создава правда пред Бога? Која е целта на гласиштата, која е целта на оговарањата? Дали помирување, дали средување на некаква си состава или пак сосема спротивното? Разединување. Ова е големо зло, кое што не сме воопшто да екзистира во нашите редови, кои што се нарекуваме, значи, црква на остатокот, последна црква, што треба да однесеме Евангелието, тројанската вест до луѓето. А ние место тоа да ги тружиме умовите на луѓето. Ова сите оние кои што можеби ќе се најдат, овие зборови треба добро да се запрашаат кому му служат и што всушност прават на тој начин. Да не забравиме, Исус бил жртва на вакви луѓе. Старешинството, водачите им ги затруле умовите на луѓето во тоа време, кои што пак оделе по умот на влијателните личности и на старешините и го распнале Исуса. Сега, да пак ја повторам, први некаат Осана, Осана, цар, доаѓа, потоа истиот распнете. Нека Бог не држи подалеку од вакви нешта и да не забораваме дека не е станало збор само за наше спасение, туку и за спасение на другите и за одбрана на Господовата чест. Сето ова што не зборуваме неколку саботи во тој контекст. Она за што сме повикани, она за што треба да останеме е проповедање на Евангелието, ништо друго. Носење на радостната вест на луѓето. Да се зарадува некој тажен, да се охрабри некој депримиран, да се ослободи некој кој што е во робство. Тоа е пораката на сите нас, тоа е пораката што Исус ни ја пренел, тоа е пораката што ни ја пренесува Библијата. Нека му е слава на Бога. Амин.